Во наредните 4 години, општина Струмица ќе спроведе 20 конкретни мерки за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух. Новиот локален план предвидува серија активности кои вклучуваат замена на печки на огревно дрво со еколошки поефикасни топлински пумпи, субвенционирање на топлинска изолација на домовите, како и гасификација на домаќинствата. Меѓу мерките и редовно миење и чистење на улиците, со што се очекува да се намали присуството на прашина и други штетни честички во воздухот. Планот е структуриран по годишни времиња, при што во пролетните и летните месеци се предвидени активности како изградба на велосипедски патеки, промоција на велосипедизмот и засилен инспекцијски надзор врз градежните активности. Мерките се поделени согласно годишните сезонски времиња, пролет, лето, есен, зима, и за секој годишно време, во зависност од какво загадување во тоа годишно време се појавува, такви мерки и се предвидени за се применуваат. Иако мерките не значи дека треба тогаш да се применуваат само во пролет, лето, есен и зима, тие се целогодишни мерки. Гледавме дека општина Струмица заедно со граѓаните има успешна, да кажеме, реализација во текот на минатата година, каде што нели повеќе делови субјекти беа казнети, градоначалникот се согласи, граѓаните почнуваат да стануваат свесни. Тоа е најдобриот показател како може загадениот воздух да биде чист. Одлуката за тоа кои мерки ќе се реализираат секоја година, како и нивното финансирање, ќе ја носи општината, согласно своите приоритети и буџетски можности. Ние генерално ги насочуваме мерките да бидат зависни од општина Струмица, односно да бидат локалната власт зависна, бидејќи ова е локален план за намалување на загадувањето на воздухот, и гледавме да бидат мерките насочени каде што општина Струмица само може да влие во самите мерки, со донесување на буџет, со следење на индикаторите или мерката како напредува и така натаму. И тоа ни беше најбитната работа, не бидат зависни мерките од државата, бидејќи ако бидат мерките зависни од државата, тогаш дел од мерките нема да може да се спроведат, за жал бидејќи немаат ингеренции самата општина да ги спроведува. Последната студија спроведена на територијата на општина Струмица покажа дека најголем загадувач на воздухот е согорувањето на биомасата, односно употребата на огревното дрво. Сообраќајот е идентификуван како втор најзначаен извор на загадување. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.